Да, тоа беа настаните што се случуваа во текот на вчерашниот ден, а во меѓувреме мене ми се придружи Викторија Николовска, добитничка на прва награда на литературниот конкурс Мојот јазик, мојот идентитет. Добро утро и добро ни дојде, Викторија. Добро утро, добро ве најдов. Ви благодарам на поканата. Ова беше навистина едно големо изненадување, навистина не го очекував. Ви благодарам. Колку темата Мојот јазик, мојот идентитет ти беше инспиративна? Па темата Мојот јазик, мојот идентитет ми беше многу инспиративна. Сепак тоа македонскиот јазик е мојот мајчин јазик, тоа е јазикот на кој што зборувам, пишувам, творам. Тоа е јазикот на кој што секојдневно комуницирам. Дали би можела да ни прочиташ дел од твојата наградена творба? Секако. Мојот јазик, мојот идентитет. Јазикот незаменлив дел од нашиот идентитет. Јазикот, орудие со кое пишуваме и говориме. Јазикот, нишка, што сите нас не поврзува. Непресушен извор, што постојано се збогатува и со нови зборови надополнува. Со него сите ние се разбираме, нашите чувства, мисли и желби ги искажуваме. Јазикот открива кои сме и од каде сме. Тој не поврзува, не зближува, но и различни од другите народи не прави. Јазикот е нашето богатство, треба да го негуваме и почитуваме. Со јазикот од колено на колено, од генерација на генерација, преданија, приказни, прадедовци нас ни оставале. Така узнаваме кои сме, што сме, од каде потекнуваме. Духот нивни ни порачува, дело е ние да оставиме, забележани во историјата да останеме, јазикот македонски да го зачуваме, како македонци да обстанеме. Навистина убава творба, Викторија. Од која твоја годишна возраст започна да пишуваш ти? Па ја започнав да пишувам уште од малечка, уште од рана возраст. Како растев, се повеќе се развивав, се повеќе творев, пишував. Моите остварувања стануваа се поголеми, особено уште од пето оделение, кога професорите почнаа да ни даваат се повеќе задачи за пишување. Тогаш навистина почнав се повеќе да пишувам. Така. Неизбежно прашање, од каде црпиш инспирација за се она што го пишуваш? Инспирација црпам од се што се случува околу мене, од настаните што ги гледам, што ги доживувам, понекогаш и од филмовите што ги гледам, од телевизија, општо од се. Ти исполнува ли се тоа? Да, тоа многу ми исполнува, тоа е она што сакам да го правам, да го работам. Колку твојот ментор придонесува за успешно да напишеш еден текст? Мојот ментор придонесува многу за успешно да напишам еден текст. Тој постојано ми помага, доколку имам некои прашања, секогаш е тука да ми помогне, за некои грешки ме поправа и слично. Дали твојата крајна цел е еден ден да станеш позната писателка? Па секако да, тоа е еден сон што би сакала многу да се исполни, тоа ми е голема желба, но секако дека би сакала, но сепак не е важно да се биде познат, важно е да се твори, да се пишува, да створиме нешто. Така. Кој е твојот омилен поет и која е твоја омилена книга и дали би сакала еден ден да издадеш ти твоја книга? Па ги имам многу, но сепак како најомилен би го здвоила поетот Кочо Рацин, кој што многу ми исполнува, а на омилена книга би ја метнала како Пустинскиот цвет, кој што е една многу инспиративна приказна, многу ми инспирираше да продолжам да пишувам и творам понатаму. А дали би сакала да издадеш ти твоја книга? Да, секако би сакала во иднина тоа да се случи. Не знам како ќе се одвиваат настаните во иднина, но секако би сакала. Се надевам што поскоро ќе го оствариш сето тоа. Освен поетското творење, што друго те интересира, кои се твоите преокупации? Освен поетското творење, многу ги сакам јазиците, се трудам што повеќе да научам. Тоа сега најмногу ги имам совладано англискиот и францускиот. Се трудам сега да ги совладам и германскиот и шпанскиот, бидејќи така можам да запознам многу луѓе, да си ги проширам хоризонтите. Слободното време го поминувам со пријателите и семејството. Така би можела, со оглед на тоа што ги познаваш повеќе јазици, би можела да напишеш и творба на странски јазик. Да, секако тоа би можело да се. Колку награди имаш освоено и кажи ни повеќе за истите? Имам освоено многу награди.
Би ги издвоила наградите од сегашната награда што добив. Прво место за библиотеката Гоце Делчев, потоа прво место исто така имам освоено на конкурс за љубовта од моето сегашно училиште, тоа беше во 8 оделение. Би ги издвоила и творбата од гимназијата Кочо Рацин, имам добиено второ место. Во моето училиште до 8 додека учев, имам добиено прво место за месец на книгата и други ги имам многу. Така, Викторија, значи режија да ги погледнеме и дипломите, ако веќе не сте ги пуштиле, да ги погледнеме на Викторија дипломите. Јас ти благодарам, Викторија, за гостувањето и ти посакувам успех и понатаму. Те очекуваме повторно во нашата емисија, можеби со твоето ново дело. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, за сите оние кои го пропуштија јавувањето од Хидрометеоролошкиот завод, следува кратката временска прогноза.